Денешната конференција е организирана и се вика конференција за отпад од пакување, што е многу значајна за нашата држава, за локалната власт и нас како министерство. Тука ќе се дават многу детални информации како ние постапуваме со отпад од пакување, кои се постапувачите. Исто така во оваа конференција ќе се дават и информации дополнителни како се постапува во страните држави со отпад од пакување. Стопанската комора ја организиравме оваа конференција, бидејќи законот е неколку години во имплементација и сакаме да направиме еден пресек, да видиме какви се остварувањата и позитивните ефекти од овој закон, а кои се слабостите. И затоа ја организиравме оваа широка конференција со двајца презентери од Белгија и од Романија, да ги видиме нивните согледувања и нивните искуства од имплементација на слични закони и како кај нив се третира отпадот од пакување. Кај нас во моментов по извештаите од минатата година се собрани 12% отпад од пакување, а во западните земји се оди до 70 и 80%. Значи, тоа се нашите цели, тоа се нашите стратегии, да дојдеме по одреден број на години, да дојдеме кон тие количини. Да се потенцира дека на националното законодавство е идентично со она во Европската унија. Тоа што ќе го чуеме од експертите дојдени од надвор, ќе биде како тие го имплементирали, како ги постигнале овие цели. Бидејќи прописите се идентични, значи целта ни е да видиме на кој начин и како со здружени сили се разбира, затоа што овој закон не го имплементира само Министерството за животна средина, туку врската и на производителите преку своите колективни постапувачи, но секако тука се единиците на локалната самоуправа. Отпадот го третираме како суровина и така е поставено и националното законодавство. Затоа сме токму овде собрани представниците на Асоциацијата на секундарни суровини, значи оние правни лица кои го собираат и преработуваат тој отпад. Постапувањето со отпадот е еден интегриран процес, подразбира повеќе правни субјекти да бидат вклучени, меѓутоа во еден систем кој ќе функционира. Во моментов, за жал, барем до сега беше така, рециклаторите си работеа по своји канали, одредени го собираа отпадот. Сега сме тука преку колективните постапувачи, значи парите кои влегуваат во овој систем да бидат инвестирани токму во овој систем за канализирано собирање на отпадот да заврши на вистинското место за да може да биде рециклиран. Не го опфаќаме само аспектот на животна средина, него тука доаѓа моментот и социјалниот момент, значи нови вработувања и искористување на отпадот. Да, додадам дека во Македонија во моментов има 4 колективни постапувачи за отпад од пакување, но ние како колективни постапувачи сами секако дека не можеме да ги реализираме овие цели што не се поставени пред нас, доколку не се вклучат во тоа активно и општините, пред се со вложување во комунална инфраструктура за селекција на отпадот, но исто така е битно да имаме поддршка и оваа конференција е баш во таа насока, да имаме поддршка и од легислаторот, од министерствата, бидејќи процентот на компании кои не финансираат ниту еден систем е се уште доста голем, некаде над 45%, значи од компаниите кои имаат врска согласно законот да финансираат одреден систем, тоа не го прават и веруваме дека ваквите конференции каде што ќе видиме модели како функционираат, како се имплементираат, ќе помогнат да најдеме решение како целата бизнес заедница да финансира систем за колективно собирање, бидејќи средствата кои сега се собираат не се доволни за комплетирање на еден ефикасен систем. Законот предвидува казни, но во делот на казнената политика мислам дека се уште тука не се постапува ригорозно. Очекуваме во следниот период тоа да биде направено поригорозно кон компаниите и тука ќе предложиме на конференцијата механизми како да не биде со казнена политика, а сепак да ги насочиме компаниите кон колективните постапувачи. Бидејќи говорникот од Белгија спомена, таму 95-96% од компаниите од количините што ги пуштаат компаниите на пазарот се финансирани од нив, кај нас за жал тој процент е некаде околу 50-52%. Имаме неколку типа, може да ги класифицираме општините, има општини кои навистина од прва сакаат да соработуваат, има општини кои чекаа извесен период па сега почнуваат да соработуваат во тој дел, има општини кои воопшто не се заинтересирани. За жал кај нас има општини кои се уште не го имаат решено општото сумирање на комуналниот отпад,
а не пак да влезат во селективно собирање, но ние сме тука да ги направиме првите чекори, бидејќи на крајот на криштата, ако не почнеме во нешто да вложуваме, нема никаде да тргнеме на подобро. Ние соработуваме со сите три типа на општини како колективни, секако најактивни се оние што имаат поголема и финансиска моќ да вложуваат и што имаат веќе средено одредени комунални прашања во собствената општина.